Анастасија Петрова е млад ликовен уметник од Штип, раководителка на школа за ликовна уметност и ракотворење при Академија Еурат. Со своја долгодишна активност и посветена во водите на уметноста, гради успеси. На 20 ноември ќе се одржи групна изложба во Битола. Активностите не ги открива Петрова. На 20 ноември, следниот петок, ќе има групна изложба на Друштвото на ликовни уметници во Битола, во која што ќе учествувам и јас. Значи, оваа изложба е организирана од страна на Уметничкиот совет на Друштвото на ликовни уметници во Битола, како и од Министерството за култура на нашата држава. Значи, на истата ќе се додели наградата Борислав Трајковски, кој што е прв организатор и претседател на Друштвото на ликовни уметници во Битола. На 20 декември во Стара Загора, Бугарија, се одржува на секои 4 години квадринале. Незините очекувања се на 20 декември ќе учествувам и во друга групна изложба, а тоа е квадриналето во Стара Загора во Бугарија. Квадриналето се одржува на секои 4 години и овогодинешната тема е митовите и легендите на нашите луѓе. И ќе биде поттикната од сите оние митови и легенди кои се присутни на нашите луѓе и ја збогатуваат нашата култура и уметност. Сметам дека ќе има доста добра организација и почит помеѓу сите уметници и сите оние кои твореле и кои ќе бидат дел од оваа изложба, затоа што е од меѓународен карактер. За тоа колку денес се цени ликовната уметност, изјавува Петрова. Во однос на тоа колку уметноста се цени во денешно време, би рекла дека со почетокот на пандемијата сите ние, како и сите луѓе, ја сватија важноста на уметноста, без разлика дали е тоа ликовната, дали е тоа музиката, литературната уметност, затоа што сите тие денови на кога бевме затворени, ја видовме убавината на уметноста и колку таа може да допринесе за нашиот мир, колку таа може да ни го разубави денот, да возможи да ни овозможи убав ден, да не релаксира и сето тоа овозможи да сите ние повеќе да ја цениме уметноста.